Начинот на кој зборувате, зборува за вас. 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 2 a.m. in the morning, 2 shots in, I'm slowing, feeling like you're controlling. Сигурно сите вие познавате барем една личност која што кога ќе влезе некаде, целото внимание е на неа. Тоа не мора да биде личност која што е најпаметна, најубава или најубаво облечена. Тоа е личност која што има харизма. Харизмата е начинот на кој што луѓето не доживуваат. Тоа е способност да ги импресионираме другите, да оставиме добар впечаток и да им се допаднеме на другите. А самодовербата пак е она внатрешно чувство кое што ни дава сигурност дека можеме нешто да направиме или дека сме способни тоа нешто да го направиме. Како овие две работи си поврзани, ќе ви објаснам тука, а вие, ако ви се допаѓа она што го правам, можете слободно да ме поддржите со лайк, subscribe, share или комент. Тоа за вас не значи ништо, а за мене е од огромно значење. Тоа ќе биде мотивација да знам дека правам нешто добро и да продолжам да го правам ова. А јас, ако успеам барем до една личност да допрем и да го подобрам неговото секојдневие, тоа значи дека сум направила добра работа. 2 a.m. in the morning. Самодовербата и харизмата не се исти работи, но тие се тесно поврзани. Самодовербата е темел на харизмата. Не може да бидеш харизматична личност ако делуваш несигурно во она што го правиш. Но затоа пак постојат одредени техники кои може да се научат, со кои што ќе се зголеми, тоест ќе се подобри вашата харизма. Добрата работа е што харизмата може да се научи. Секако во предност се оние луѓе кои што имаат вродена харизма, но и ако не е вродена, тоа може да се научи. Харизмата се темели врз самодовербата, а самодовербата е нешто што се учи со текот на годините. Но харизмата не е само способност другите да не доживуваат пријатно. Тоа е еден вид социјален талент. Харизмата е начинот на кој што комуницираме. Тоа е емпатија која што ја покажуваме кон другите. Тоа е интересот кој што го покажуваме кон другите. Тоа е способноста да ги сослушаме другите. А сето тоа се темели на самодовербата. Како ја учиме самодовербата? На тој начин што се учиме како да ги сослушаме другите. Например, кога некој зборува, потрудете се да ги следите во разговорот. Не го тргајте поглед на страна или не делувајте како да ви е досадно она што го слушате. Покажете интерес за соговорникот. Например, кога тој зборува, можете неколку пати да климнете со главата во знак на тоа дека се согласувате со она што го зборува или да потврдите со да, се согласувам. Така е. Нема да му влегувате во збор, нема да го прекинувате и нема да брзате вие да го кажете своето. Исто така, кога се наоѓате во некаков разговор, покажете интерес за соговорникот со говор на тело. Например, не го спуштајте погледот, не гледајте во телефонот или не гледајте во чавките. Например, нека не ви го привлечува вниманието нешто друго. Друга техника со која што можете да ја подобрите вашата самодоверба е да одржувате контакт со очи со вашиот соговорник. Не го спуштајте погледот додека соговорникот зборува. Колку и да трае долго, одржувајте го контактот со очите. На тој начин му влевате доверба. Започнете разговор со непознато лице. Например, сретнете човек на улица, прашајте го за некоја улица или прашајте го колку е часот. Започнете први разговор. Кога се наоѓате на состанок, кажете го своето мислење, ако например во нормални околности би молчале. Смеејте се. Човек што се смее е секогаш поубав. И не така да се кезите без причина, туку нормално да се насмевнувате. Со тоа делувате поубаво, а убавото и на Бог му е мило. Одржувајте ја личната хигиена.
Никогаш не излегувајте со мрсна коса, користете дезодоранс и убав парфем и облекувајте се убаво. На тој начин оставате впечаток на уредна личност, а со тоа влевате и доверба. И сега да сумираме. Самодовербата и харизмата не се иста работа, но тие се тесно поврзани меѓу себе. Харизмата се темели на самодовербата. Самодовербата е внатрешно чувство на сигурност, кое што го имаме кога ќе започнеме одредена работа, во кое што веруваме дека можеме да ја направиме или сме способни да ја направиме. Тоа е начин на кој што се доживуваме самите себе си. А харизмата пак е начинот на кој што другите не доживуваат. Впечатокот кој што го оставаме кај другите, начинот на кој што зрачиме, нашата способност за емпатија, сослушување и интерес. А вие, ако ви се допадна она што го видовте денес, подржете ме на мојот YouTube канал, на кој што ќе има многу вакви видеа со мотивацијски содржини. Останете во добро здравје.